Не можеме за 2 години да ги стигнеме Италија, Франција и Грција, но фактите покажуваат дека последните 6 квартали бруто домашниот производ расте за 3,5%. Се справуваме со кризата на одговорен начин, за разлика од минатата власт која имаше буџетски дефицит од 10%. Вака премиерот Мицкоски на седницата на пратенички прашања во собранието ја представи економската состојба на земјава. Имаше корона криза, па 2022, добро, ајде вашите први 6 квартали. Па 1,8. Еве од третиот квартал 2017, заклучно со четвртиот квартал 2018. Немаше корона, немаше руски напад и војна во Украина. Еве тие први 6 квартали ќе ги споредуваме со овие 6 квартали. Во услови кога Европа расте 2%. 1,8 имаат они. Сега Европа расте под 1, ние имаме 3,5%. Ова се емпирија, ова е бројка. По кривувањата на опозицијата за низок стандард на граѓаните, имаше прашање за внесување на бугарите во уставот. Јованка Тренчевска од СДСМ ја обвини власта дека никогаш нив ги нарекувале предавници, а сега според нејзе владата веќе размислува за внесување на бугарите во уставот. Заменик министерот за надворешни работи Зоран Димитровски на прашањето дали ќе има уставни измени и одговори дека токму владата во која таа беше министерка ги закочи евроинтеграциите со прифаќањето на францускиот предлог без политички консензус. Дали ќе ги внесете бугарите во уставот и наместо јасен став, граѓаните слушнаа навреди и манипулации. Прашањето од новинарите беше директно: што прави вашата влада за европскиот пат на државата? Од каде таква храброст да поставувате прашање за внесување на бугарите во уставот за нешто што вие во 2022 година во така наречениот консензус за преговарачката рамка го направивте без да имате двотретинско мнозинство. На седницата имаше обвинување и за корупција. Пратеничката од СДСМ Славјанка Петровска, одговорница, мафташе со фотографии кои според неа покажуваат дека директорот на Државниот инспекторат за земјоделство бил фатен со 50.000 евра во подземна гаража, а парите наводно требало да завршат кај министерот за земјоделство. Но според нејзе Тошковски ја прекинал акцијата за да не го уапси министерот, туку само директорот. Министерот Тошковски ново ја одговори дека неина ликувана дама како нејзе да е инвентивна во креирање содржина со, како што вели, научна фантастика. Локацијата каде е уапсен директорот никогаш не беше кажано во јавноста. Дали намерно или ненамерно, таа е локацијата во подземни простории, гаражи кои водат до домот на министерот за земјоделие. Морам да признаам дека инвентивноста од ден на ден вие се на повисоко ниво од аспект на креирање на тези кои што се поблиску до научна фантастика отколку до реалност, но секоја чест, тоа е ваш избор, ваша одлука, сепак ова е, како да кажам, демократски парламент во кој што може да поставувате прашања какви што вие цените, а врз основа на поставените прашања, пак народот ќе ве цени вас. Претеничките прашања вообичаено поминаа со засилена реторика и навреди на релација опозиција-власт.